Сега јас себе пред јавноста да кажам, јас си белев дали веднаш да ја одговорам, го прашав и премиеров, кај мене не стана збор воопшто, ниту за двор, ниту за топка, ниту за игралиште. А кај премиеров? Не знам. Не, рековте го прашав. Не, кај него не зборувале за добро, игралиште добро. и топки, на Твитер тоа излезе. И сега низ призма на она што веќе го кажа. Видете, топката е реквизит. Освен во таа уметничката гимнастика, сам со топка никој не игра. Значи топката е инструмент за игра. За игра се потребни двајца. Играта секогаш се одвива по точно утврдени правила. Правилата не се менуваат во текот на играта што ни се случи нам. Сега, што ако е топката од офсайд или што ако е топката со фаул фрлена во игралиштето? Или што ако голов е празен, нашиот беше празен, па го полнеа, мрежата се искина. Правилата во играта се однапред утврдени. Не знам од каде да почнам. Од го полнеа голот или да почнам од тоа офсайдот, бидејќи господјата председател е во офсайд втора година веќе. Ова е тажно. Ве молам, не ја бламирайте жената повеќе по јавни настапи. Во првиот дел ја слушав за локална самоуправа. Во право се согласувам, точно кажам, меѓутоа тоа го збореше од професионален, од професорски аспект, бидејќи е експерт за локална самоуправа. Ова се друго. Ве молам, не ја терете председателката Гордана Силјанска Давкова да зборува и да изнесува политички тези, политички аналогии, особено не со фудбал, спорт, било што. Оставете ја на рад. Јас толку можам да кажам, повеќе не мислам да ја коментирам господјата председател.